Кога дискутираме за заштитата за животната средина, тука тешко е да се изостави урбаната мафија која што функционира преку локалната самоуправа, градоначалниците, која што функционира преку алчните богаташи кои сакаат да се збогатат себе си со плацови, со кои на кои што издигаат огромни згради, па ги препродаваат, па даваат под кирија, па знаете какви отприлика тие шеми. Ја не сум многу навлезен, не сум бил во тие, не сакам да благодарам. Да сега се осекам доволно честен за да не навлезам во ништо и затоа смитам дека имам кредибилитет да се борам против таа урбана мафија. Заедно со сите останати млади кои што би изразиле желба за истото да се вклучат и да го прават. Има многу иницијативи. Борбата со животната средина, загадувањето на воздухот, со уништувањето на целото зеленило што го имаме низ држава, а не само низ Скопје, потекнува од самата вклученост на градоначалниците кои што декларативно постојано дискутираат дека они се против урбаната мафија. Ете како пример може да се наведе и случајот кај Мајчин дом во Ајродром со Затко Марин, каде што тогашниот градоначалник требаше да се бори против Ивица Коневски, баш тоа беше тема на дискусија каде зеленилото и животната средина беше главен приоритет. Како падна всушност Ивица Коневски? Но по самото доаѓање на власт на Затко Марин ние увидовме дека не само што се дигна на Мајчин дом, туку цел Ајродром се задзе. Буквално. Кога отидов се тие пари, можам само да шпекулирам кога се направија тие малверзации. Нормално, тоа на хартија се легитимно, не се не може никој да одговара. Меѓутоа самиот принцип, самиот морал чек кој што си го земал ти дека сакаш да се бори со урбаната мафија, после си влегол со истата таа во игра, доволно дискутира за тоа колку нема желба за борба против урбаната мафија и заштита на животната средина. Сето тоа се користи декларативно само за собирање на политички поени. Веројатно сега и ВМРО ќе го користи со тоа на следните избори. И постојано се вртиме на круг истите ликови што и најасе години сме ги бутали, сега се обидуваат наједнаш да се реформираат, као демек они не се согласувале со режимот на Груевски, како Александар Николовски, нели, ама наједнаш он е новото ВМРО. Не. Значи, точно знаеме кои луѓе се движат во партиите, точно се знаеме меѓу себе. Во партиите, поготово во врвот, нема еден лик кој што е соодветно со соодветен интелектуален капацитет да спроведе, а уште помалку рационално или етички, морално да се бори против тоа што се нарекува корупција и воспоставување на општествена правда. Урбаната мафија, зеленилото, имавме пример каде што во Водно, кога нели тогаш Хочен Гушев сакаше да го руши. Ако му го сгрешив името, се извинувам, прилика знаете, па еден колега со тогашната иницијатива, мислам, спаси го Водно, нешто така, Киро Мицковски застана пред багерот и багерот ми кажа, гази го. Значи, за урбаната мафија можеме да дискутираме милион пати. Еве, например, кога беа декември, кога беа закажани првите пред година дена избори во парламентарните избори, а после беа пролонгирани заради короната, во Кисела Вода, во Расадник, ако не се лажам, се изјави дека ќе се изградат многу 100 згради. Паралелно од Кисела Вода се префрли во Ајродром, Затко Марин ќе градел 50 згради. Сега не знам колку тоа е точно, меѓутоа за во Расадник и Кисела Вода знам дека е вистина таа информација. Тука ВМРО нешто као демек они загрижени скокаат во заштита за зеленилото, идат на протести со Мерцедеси, со Ферари, што немале пари доволно. А да биле толку да сакале, ќе функционирале како вистинското ВМРО што функционирало, не на позади белиот замок. Урбаната мафија е тешка тема за дискусија, затоа што тука се навлегува во многу мрачни води и дури мене ми е страх на секој дискутира, меѓутоа морам, тоа е тоа, затоа што кога не спе никој мокнив за тебе кој што со финансии или желба да искаже за да можеш ти да се бориш понатака, ќе бидеш прегазен. Тоа е во жал живееме во општество каде што парите го движат истото. Многу малку има желба за вистинска промена, за желба за да се спроведе вистинска правда, за да има нормален живот. Они не разбираат дека ако помогнат на сите, дека тоа е добро за нив. Они гледаат што е можно
да се нафатираат колку што е можно во побрз период, да се заминат и после понатака со парите купуваат други луѓе кои што работат за нив и само прават им вид на дрво кое што расцутува и со гранките се само си ги шират своите контакти. Знаеме многу личности кои што од олигарси поготово кои што контролираат огромен дел од бизнисите во држава. Ете вчера имавме еден пример каде што беше купен определен плац за 18 милиони евра, ако не се лажам. Урбаната мафија. Секој што го слушало може да каже минимален пример како се случува таа урбана мафија во соработка со градоначалниците. Во соработка со ова е обвинување тешко, меѓутоа ако лажам слободно нека пишат кој е тој што смета дека не сум во право. Слободно го повикувам истиот тој на дебата слободно со ќе ги викнеме сите засегнати страни. Урбаната мафија. Преголема тема за да може да се дискутира во 5 теми. Тоа ќе биде исто така една тематиките што ќе ги дискутираме во подкастиве, заедно со образованието, заедно со иселувањето на младите, заедно со правдата, со економиката, со секојдневната политика, со секојдневните пропаганди. Меѓутоа, ако не го направиме ние сега, постојано ќе одложуваме да дојде нека друга генерација која што ќе се бори за истото. Да не бидеме ние тие генерации кои што ќе велиме ќе бидат подобри времињата. Во државава секој што е наведнал главата убива и сечен. Секој. Во државава за да можеме да се избориме за подобро утро, мора да се бориме. Протестите гледам дека повеќе се тотално изрелативизирани, тоа што од време на ВМРО ДПМН се правеа контрапротести на протестите. Протестите ги сметат како нешто ирелевантно, не разбираат дека тој што се кренал на протест нешто го боли, не сака нешто да промени. Меѓутоа политичарите наоѓаат определен систем каде што се обидуваат да го повикнат одговорниот на протестот, прават определена бизнис договор со него и после протестот тек на време се ублажува. Една од причините за тоа што за определен протест е потребна и добра содржина, треба да има доволно материјал за да може да се излезе на протест, треба се болката на народ за да може да се прикаже. Со самиот факт што ВМРО ДПМН не можеше да извади народ на улица затоа што они избегаат тотално од својата идеологија. Они кога требаше да излезат во борбата за името, они сакаат да бидат клиентелистите на чадорот и премолчија и они излегуваа како еден вид на соработници во промената со името. И затоа народот повеќе не гледа во нив опција за да се победи. И многу од нив отидоа да гласаат за левица, веројатно и голем дел од станатите неутрални младинци гласаа за левица. Затоа што ВМРО тотално се изгуби во својата политика. И не знам, јас не знам кај тера, не знам. Збориме за сериозна политичка партија која што има огромно минато за себе, меѓутоа веројатно чекаат, Мицковски ги чека на ребите од Никола Груевски за да се врати на конј, како што беше случајот со Јохан Тарчуловски. Друга страна се борат против Сашо Мијалков, па тука им влегува во систем Пандов, бизнисмени, како Орце Камче кој што им помага финансиски веројатно. Од друга страна имаш битка помеѓу Зоран Заев и председателот Црвенковски, премиерот Зоран Заев и председателот, поранешниот председател Црвенковски. Значи, државава тотално отида во хаос. Урбаната мафија цветала и сега моментално се отворени толку картите што секој што сака се прави што сака. Секој што сака буквално прави тоа што него му е кеј. Зошто? Тоа што има моќ, има пари, го контролира хибридниот режим, го контролира дел од граѓанскиот сектор. Сите тие земаат определена сума на пари од определени делови, од определени други организации, да не ги набројувам фактори во држава, од други чадори, кои што за да си го одбранат својот профит на паѓа. Зборам за невладините, кои што за да си го одбранат својот профит буквално влегуваат во тотално нерационални и ирелевантни дебати на релативизација. Како што беше со Рачинови тие 500.000 евра, што
500 милиони евра, не знам колку беше точно, 500.000 евра, пола милион евра беа исплатени. Туку така, на државно ниво, како што беше релативизацијата од страна на голем дел од невладиниот сектор за тоа дека говорот на Зоран Заев не представува подчинување на самиот македонски народ, за кој што и он тоа го направи со тој и Никола Димитров поготово. Го направи во договорот од Преспа, каде што го подчинија македонскиот народ под војата на друга држава и за тоа треба правно да се одговара. Меѓутоа веројатно со помош на узурпацијата на судскиот систем нема ништо да се промени. Нив ги интересира само да се го заштитат бизнисот, да го зголемат профитот, зашто народот не искача на избори да се избори против тоа. Затоа што не гледа решение. Зашто политичките партии место да речат имам емпатија кон луѓето, имам сочувство кон луѓето. Зашто тие луѓе не отидам јас да им помогнам за они сами да можат утре да успеат во животот да просперираат. Не секој на се роден имал иста ситуација во животот да расте и да поминува исти препреки. Има различни социјални случаи кои што нема еднаквите можности како со секој дете нема компјутер дома. Секој социјален случај нема информации како да му се помогне. Народот не ги знае своите права. Пред некој ден видов активност каде што младите се декларативно го честитат меѓународниот ден за човекови права. Да видиме дали народот го знае, своите човекови права. Дали народот ги знае? И ако ги знае, се прекршени, дали знае како да постапи.